Згуснување на каналската мрежа на хидросистемите што се наоѓаат под ингеренција на Струмичко поле е една од насоките кон која ќе се движат за зголемување на искористливоста на водите. Во писмени одговори за ТВ канал ВИС, од оваа компанија велат дека проблем со кој се соочуваат кај системите за наводнување е големото растојание помеѓу делничните канали од деталната каналска мрежа. Растојанието помеѓу каналите за наводнување изнесува 600 метри, така што голем дел од површините за наводнување се наоѓаат на 300 метри од далеченост од изливното место хидрант. Поради немање опрема за наводнување, како и поради големата расцепканост на земјоделското земјиште, голем дел од овие површини земјоделците не се во можност да ги наводнуваат, иако истите се третираат како површини опфатени со систем за наводнување. Велат од Струмичко поле. Нивна тенденција е згуснување на оваа каналска мрежа со изградба на уште по еден канал помеѓу секои два, со што растојанието ќе се намали на 300 метри, а од изливното место до површината за наводнување ќе изнесува 150 метри. На овој начин ќе ги стимулираме корисниците водата до нивите да ја спроведуваат со цевки, а не по вади. Со оваа мерка двојна корист ќе имаме и ние како водостопанство, така и водокорисниците, бидејќи осем што ќе се намали загубата на вода, ќе се стимулираат земјоделците да наводнуваат површини кои досега не ги наводнувале поради оддалеченоста од хидрантите. Велат од Струмичко поле. Додаваат дека 90% од вкупната должина за наводнување, што изнесува нешто над 330.000 километри во Струмичко, е во функционална состојба. 2 канала се прекинати поради сполнетост од наност и 2 канала се прекинати поради тоа што поминуваат низ населени места и од нив постои опасност од излевање. Неодамна министерот за земјоделство Љупчо Николовски при посетата на Струмица истакна дека состојбата со системите за наводнување во Македонија не е на завидно ниво, а со националната програма за земјоделство предвидено е во наредните 15 години да се реши наводнувањето на 250.000 хектари земјиште. Ветивме дека годишно 10 милиони евра ќе бидат издвојувани за системи за наводнување. Убеден сум дека уште во првата година од мандатот, 2018 година, овој износ на средства ние ќе го надминеме. Заради тоа што веќе ги започнавме активностите на повеќе проекти низ цела држава. Покрај ова редовно фокусирање на одржувањето на и чистењето на каналите, секако дека отворивме неколку перспективни проекти кои што се задржават. Веќе овој месец започнува со изградба и завршија подготвителните работи во браната Конско. Започнуваме со постапка во делот оваа година и на системот за наводнување Равен Речица во еден од другите краеви на државата. Во месец март ќе распишеме меѓународната тендерска документација, меѓународниот тендер за изградба на Јужно-Вардарска долина, систем за наводнување на над 2000 хектари во вредност од околу 20 милиони проекти. Добивме и 4 милиони евра грант за оваа работа. Во националната стратегија стои дека расцепканоста на површините и необработувањето на истото представува дополнителен проблем за ефикасно организирање и користење на системите за наводнување.